Добар ви ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Со целиот тим ве поздравуваме од етнокомплексот Златно буре Кучково, каде што сме подготвени да ви презентираме еден специјалитет кој што е во склоп на серијалот Постни рецепти, затоа што нашата емисија ги следи сите обичаи, традицијата, празниците на нашата вера. Следува Великден и отпочнате Великденскиот пост. Ова макалце или намаче, нели како се вели, се прави многу едноставно, многу брзо и може да биде дури и секојдневно дел од вашето домашно мени. За да го направите ова макало, вас ќе ви биде потребно 3 главици кромит, но изрендан на најситната страна од рендето. 3 чешниња лук, исто така изрендани, 50 грама маргарин. Печурки може да бидат 10 до 15 печурки кои што ќе ги рендаме. 1 зелена пиперка, 1 тиквичка, неколку парчиња лепна кои што тоа ќе го нанесеме и одма ќе го јадеме затоа што се нема време за чекање. Малку масло за јадење, да ја намастам тавата, триена сол, малку оригано, биберче, буковец и малку сол. Да преминеме на работа. Масло по потреба ставаме во едно тавче на загреана рингла. Значи, доминира вкусот на кромидот. Всушност, тоа е тоа што го прави ова постно макало од кромид да биде токму такво како што е. И сега, добро, затоа што е полно со вода, нели? Ете така. И ќе го оставам сега на кривок оган да се пржи. Ете така. Мене ми беше многу загреано тавчето. Додека зборував, додека се најавивме, веќе беше многу загреано тавчето, но вие ќе го ставите, значи кромидот само малку кога ќе се подзагрее маслото. Ете така, значи му треба слаб оган сега. Така да полека си се пржи на тенане. Ете така. Гледате од 3 главици кромит, колку малку излегува. Сега ќе ја нарендам пиперката. Пиперката е потребна само да даде еден специјално убав мирис, но на зелено, на свежо. Ја додавам сега и пиперката. Така. И пиперката ќе го оплемени тој мирис убав, ќе даде една свежина така. Ете така. Еве, сега почна убаво да си се пржи на тивко. Јас ќе ја дорендам, да видам колку ќе можам. Ако не другото, во салата ќе оди сигурно тоа. Така, другото ќе го ставиме во салатка со патличанче. Нека има и некоја семкичка, воопшто не е важно тоа. Така, сега измиена, претходно измиена со селушпа, тиквичката. И неа исто така ќе ја рендам. Да ми биде подготвена. И печурките.
Исто така ќе ги рендам. Ја користам ова прилика да ја поздравам мојата драга пријателка Зорица Петрушевска од Демирхисар, која што исто така пријателка на нашата емисија и токму ова рецепта таа ми ја испрати. Ете така. Ќе промешам сега, додека убаво не го испржам кромидот, ништо не додавам. Кромидот е исто така еден од најзастапените зеленчуци во македонската традиционална кујна. Нема манџа без кромид, нема тава без кромид, нема чорба, супа без кромид, кромид во салата, значи кромидот се става секаде. Ние произведуваме прекрасен кромид, а посебно е познато нашето славно Драчево за производството на кромид, таква е почвата и се толку прекрасно. И дури така го јадеме како салата свеж кромид со масленце, со винска киселина, со лимон и најчест придружник на кебапите, нели? Но тоа кога ќе помине постот. И содржи многу големо количество на витамин С, растителни влакна и многу е корисен, печен, пржен за луѓето кои што имаат проблеми со дигестивниот тракт. Значи, јадете кромид. Сега ќе го додадам и маргаринчето. Така. Да се намасти убаво кромидот. Ете така. Тој затоа што е рендан не му треба многу. Туку да испари, само водата од него да испари. И сега ќе додадам и ова макалци или намашче можете да си го ставите во тегличка. Ова е да кажеме количина колку 4 поголеми парчиња од леп да намачкате. Значи, вие можете да ја дуплирате и да имате повеќе. Ставете ја во тегла и тоа може неколку дена да седи. Дури ако сте љубители на луто, можете да ставите и нешто лутко внатре. Еве, например, јас ќе ставам лут буковец и ќе ја завршам работата. Така, нека се знае која куќа кромид јаде. Сега ќе мириса нормално, нели? Така, сега ќе му додадам малку буковец за тој да пушти, така баш да замириса на таа везена пиперка. Така. А пред да ги додадам печурките и тиквичката, ќе го ставам лукот, затоа што мора лукот во врело масло да помине, за да го даде потребниот мирис и вкус. Сега ќе насолам. Така. Ќе забиберам на врвот на лажичката. Така. Ориганото и триената сол ќе ги додадам после. Додека ова си се пржи, јас ќе почнам да ги рендам и печурките.
Ова после кога ќе се обари, кога ќе пушти се од водата и тиквичката и ова, ќе се динста и кромидот во таа течност. Така. Зорица, ти благодарам за овој рецепт што ни го испрати. Браво, алал да ти е. Ама бара многу лепче ова. Многу лепче, па нека бара. Ајде така. Ајде нив уште малку да ги изрендам. А може и пиперчево и да го досечкам, да го ставам внатре. Оти цело време ми оди умот на кај него. А може би, сето ова може и во блендер да се стави, но не е тоа. Ќе добиеме како една паштета. И вие можете во блендер да ставите, но постапката на приготвување да биде иста. Мора се, значи, низ масло да помине. Да се прши. Да промешам. Уште малку. Така. Ќе ги насечкам другите, ќе ги изрендам. Како мириса кромиче, олелелелелелеле. Така е, уште едно остана. Еве, таман додека ги изрендате тиквичката и печурките, кромидот е испржен. Полесно е затоа што е рендан, но е рендан за да може убаво да се мачка. Сега го додавам лукчето. Еве го. Таман си е. Ајде така. Тука немаме водичка заради тоа што ќе пушти многу тиквичката и печурката. Ете само малку, ќе внимавате да не загори кромидот. На време е сето ова да му се додаде. Така, сега. Сега што е многу важно да знаете. Сега треба да го намалите оганот. На многу тивко. Да кажем, ако имате шпорет до тројка или четврта, на половина. А ако имате од овие шпорети, значи ако е 9 најповеќе, ставете го на 5. Така. Убаво се да се промеша, да го додадам и остатокот од печурката. Така. Еве, почна веднаш да пушта вода. А навидум ќе мислите дека е многу масло и маргаринче, но ќе видите кога ќе се додадат печурките и тиквичката дека воопшто не е многу. Сега ќе го додадам и ориганото. Така. Сега нека си се динста полека,
А потоа, кога ќе забележиме дека целата вода речиси е испарена, тогаш ќе додадеме триена сол и треба да остане на масло. Воопшто да нема вода. Ајде сега. Како ова мириса. Како мириса. Можете да си подготвите интегрално лепче и лепче само од семки, што се прави доколку сте ја гледале една од емисиите на Вкусот на традицијата, каде што со 400 грама мелени семки се става малку сода бикарбона, кисела вода и тоа е тоа. Ставате да се пече и добивате леп без брашно, без квасец. Ете така. Сега нека си се динста. Се додека не испари водата и не излезе маслото од оскора. Еве, драги гледачи, како се намали волуменот на сето ова што беше, затоа што убаво се испржи тиквичката, знаете таа дека е полна со вода, печурката и така натаму. Еве како изгледа маслото, гледате веќе како е извадено. Еве го. Значи целата вода е испарена. Сега ќе додадам триена сол. И мислам дека ќе пробам за сол, но мислам дека е тоа е тоа на крајот. Не можам без таа триена сол, значи нешто прекрасно. Ете така, сега ќе го исклучам шпоретот. Леле, прекрасно нешто. Во одјавата, кога ќе бидеме на трпезата, ќе ви прикажам, значи и за тие што не постат, која комбинација може да ја направат. Сега само да пробам за сол. Уште сосе малку. Леле, како убаво и љутко е. Ете така. Еве го. Ете тоа треба, значи маслото да му излезе. Значи одиме вака. Така. И маслото што е во тавчето и на зајрето, оно ќе си влезе убаво во лепчето. Прекрасно. Така, ќе ги намачкам сите лепчиња, а за тие што не постат ви кажав. Сега, на одјавата ќе ви објаснам што може да се направи. Како мириса, како е ова убаво, како можеше да е толку убаво. Се гледаме на трпезата, вие останете со Вкусот на традицијата во етно селото Златно Бурекучково. Време е за гозба, драги мои пријатели. Значи, еве како изгледаат овие лепчиња со овој намаз, или ова да кажеме прекрасно пинџурче за мачкање, значи. Го комбиниравме исто така и со сиренце од озгора за тие што не постат. Значи, ова е прекрасна комбинација со рендано сиренце од озгора. Лепчето беше толку многу свежо и меко како душа, греф ми беше да го ставиме да се пече, но вие ако имате побајат леп, можете да го подпечете
па ова макалце од озгора да го намачкате на голтам изборувам на подпечено лепче, го комбиниравме со ајвар, лутеница, пиперки, маслинче. Значи ова е вистинско уживање. Така, ова е цел оброк, не ви треба ништо друго кога ќе го направите ова. Леле, колку е добро. Леле, колку е добро ова. Јарно реко, не можеш да престанеш да го јадеш ова. Ова е за сите пари. Ненормално е добро. Мераци. Драги мои, направете го ова и знам дека вака ќе уживате во овој вкус, исто како и јас. Дури да ви кажам, ова ми излезе уште побаво него тоа дома што го правим. Не знам до што е, дали до амбиентот, до друштвото тука, стварно побаво од тоа дома што го направим. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат. Она што јас го заслужувам, а ти не ми го даваш, тоа истото ќе го бараш во некоја друга личност и никогаш нема да го добиеш. Затоа дај ми тоа што заслужувам. На здравје, до следната емисија. Ве сакам, чао!